Во својата основна структура, човекот представува симбиоза на душата и телото. Најважната дилема на човекот е да ги разреши поимите духовно, душа, и телесно, тело, материја. Секое човечко тело во себе крие внатрешно битие, како невидлив принцип на животот кој го придвижува телото. Нашето второ јас се одвива и бивствува без нашата контрола. Целосното разделување на душата и телото представува смрт. Најчесто се смета дека по смртта душата се ослободува од телото. Телото, материјата се распаѓа, а душата пред Бога ги полага сметките. Во однос на душата, Платон зборува за преселба на душата. Рене Декарт зборува за единство на дух и тело, при што духот како машина го движи телото. Душата како свест, како индивидуална посебност на секој човек, во антиката е сватена како движечки принцип. Платон разликува три дела на душата, пошто ги дели луѓето на умствени, чувствени и волеви. За Аристотел, душата е ентелехија, принцип на животот, како причина и носител на животот. Кај Спиноза, душата е само вид на единствена субстанција, што е нарекол Бог или природа. За Хегел, душата е само облик на диалектичкиот развој на идејата. За материалистите, душата не е субстанција на посебноста како причина за постоење, туку означува воопштена свесност на битието, тоест се одбегнува и самото споменување на душата.